Како тренер, кои беа твоите први боксери што ги Првите тренираше и за резултатите остана, остана има една слика каде што се присобрани можеби едно, да не речам 25 деца и така 30 на дечиња. Па Благоје Василевски еден од првите кои што успеа да некако се докаже. Имаше можеби минјата Али Алмеровиќ Рамо, Султан Зејнели, кој што беше еден од можеби најхрабрите, најчудните боксери. Се сеќавам он ја направи со него Колашинац Самир, да се сетам. И мислам дека на Златен гонг еднаш направив еден маневар, сакајќи да го добие он златниот гонг. Он во првата борба имаше еден светски првак во Бугарија. Не може да се сетам кого што Султан го победи, го декласира. Во првата борба. Во втората борба се обидовме у договор со Дуковски да ја вратиме, да ја повтори борбата со него, сакајќи да му го дадеме гонгот, затоа што тоа беше сензација беше. Тоа беше едно чудо борба. Меѓутоа, втората борба он не успеа да го победи, веројатно од замор, од неискуство, затоа што он беше така. Во која категорија да стапуваше, не може да се... Велтер. 6 и 7 беше тогаш, велтераш добар. Јас се сеќам тогаш каде да сме се појавиле. Тоа е една од поопасните категории. Тука и брзина има и силен удар. Два момента често пати ги се чуда. Меѓутоа он беше у средно полициско, од таму и дојде. Он беше спортиста сестран. Во Србија се сеќам српскиот боксер Талент пишуваше новини, го удира како Султан паѓа, тако како на Федер станува. Не сум видел боксер да стане така брзо. Он не знаеше што се случило со него. И замисли, он после тоа го победува. Продолжува и победува. Во Италија со него, се сеќавам на еден турнир, боксуеме и викам Султан, ако е упорно домаќинот сакаше да судија не му брои, па мора да му брои, па на противникот од Италија, Султан викам, ова се задните можеби 30 на секунди. Ако не успееш да го победиш со нокаут, со прекид, ако не го откажеш, нема победа. Трета рунда, он не знам од каде таа сила, таа енергија. Он го доведе да противникот да се откажа и противникот се откажа. Тоа беше делириум, толку ми беше мило некако како карактер, како човек. Не знам, имаше убави моменти. Те прашав за она борба со бугаринот, првата па втората. Да. Првата борба, мислам дека беше во Велес. Го декласира. Феноменална борба. Ама феноменално. И ја бе спремен и да ја прекина борбата, сметајќи дека сепак беше овој име. Само сакавме да ја повтори борбата. Да ја повтори борбата и тогаш беше исто, беше финалето овде, во Скопје. Меѓутоа не успеа да, он даде се од себе. Меѓутоа неискуството, овој си го направи своето и само на тоа, иначе издржа 3 рунди, све окей и така натаму. Он беше од Скудриња и дел од нивните, он имаше своји гледачи, имаше една екипа од сигурно 50 на цел автобус да го гледат. После малку ми замерија, не знаејќи, велева, зашто вика златен медал ќе добиеше. Он го има златниот медал, не е ништо за медал. Се обидовме, викам, да ја повтори борбата и да добие да го добие гонгот, затоа што првата борба беше кој тоа знае како ќе се одвива борбите. Се одвива после реванш. Да, после тоа е реванш. И потоа продолжува твојата тренерска кариера во Скопје, доаѓаат нови имиња, па доаѓаат и познатите шампиони. Познатите шампиони, да. Вели Мумин и Примислав Димовски се така позначајни личности за македонскиот бокс, кои што се задржа, мислам дека нивната кариера е некаде околу 18 години. Боксерска кариера. Многу е тешко. Ти постојано беше со нив, меѓутоа ова е момент да кажам дека си еден од тренерите кои зад себе има
многу вака настапи на европски и светски првенства, колку што можев да видам таму во биографијата, 8 европски, 5 светски првенства, тоа е за еден тренер да вистина едно богатство. Сад бев на Олимпијада, пример, учесник како резерва 2000 година Во Сиднеј, да, со и Примислав сум бил, Димовски. пример, да 4 пати на квалификациони турнири за учество на Олимписки игри. Значи, прво се квалификациите за 2000-та, кај што успеавме, да има одредени моменти каде ќе се навратам после на одредени едни вака тажни моменти каде што ние можевме глад да идеме на Олимпијада. Се сеќавам дека Примислав боксуваше во Ливерпул. Боксуваше на квалификации за Олимпијада, мислам дека беше за Сиднеј. И тогаш победи еден од Босна, Кукич, многу јак боксер, многу голем, гломазен, јак, здрав, еден норвежанин и французот на прегласување 1-1. Спортистите од боришки спорти знаат што тоа значи. И прими се сеќавам, седнав во еден чуш доле на патоси, бев некако многу замислен зошто ова ни се случува. И се сеќавам, он многу умно ми одговори, прими се, добро бе тренер, вика, еве ја, вика, не направив ништо, што он направи? И многу умно го кажа тоа, затоа што мислам дека судиите, може ние некогаш како тренери се вадиме, меѓутоа нема потреба да се вадам. Со двајцата боксери, со Мумин Вели и со Примислав Димовски, имаш, може така да кажам, најмногу трофеи на златниот гонг. Двајцата имаат 7, едниот 4, другиот 3 гонга. Да. Има 7, да. И мислам дека тоа беа борби, изветно квалитетни борби, изветно добри борби со добри противници. Меѓутоа, секогаш, ако сакате да освоите трофеи, мора да имате добар противник. Што значи дека вие можете некој послаб противник. Никогаш не сме избегали, добро знаат, нема потреба за тоа што биле стасани како боксери и ние сме барале противник појак, за да можеме да дадеме има подобра борба, по-квалитетна. Така. И да конкурира за освојување на златен гонг. Да, јас сум еден од вака, може да кажам, слободно, затоа што јас сум скромен по човек, меѓутоа како човек, како тренер, меѓутоа ќе морам многу повише да зборам за себе, да не бидам толку скромен, зашто мислам дека 7 пати сум, освојувач на гонг заедно со нив. Имаше со Мумин Вели трофеи од европските првенства, па како изгледаше сето тоа? Ми се чини дека има 2 бронзи. Во тренерска... Последната, втората беше во Пловдив, знам бев и присутен тамо на тие мечеви, штета можеше да стигне за малку и до финале, меѓутоа не успеа. Секогаш јас сум разговарал отворено што тоа ќе им донесе успехот нивен, што значи дека особено кај него ќе мора да се предодреди за такво нешто, затоа што ќе мора можеби цел живот да живее од боксот. Он се во кариерата, јас секогаш сум барал, затоа што, знаете како, не е исто да водите боксер, спортиста во првата година, втора, трета, па потоа во 10-та, па потоа во 15-та година и така натаму. Што значи дека многу е напорно, многу е досадно, монотоно, затоа што вие немате подкрепа со средства, вие немате пари, за да може да го нешто одржуваат, за да створите некаква обврска негова кон клубот, своја кон клубот, кон репрезентацијата и така натаму. Тука треба да стапиш на сцена ти како тренер, да најдеш начин да го мотивираш, да го задржиш. Да, они те гледаат тебе, они барат решение од тебе, ти да го решиш проблемот. Меѓутоа, добро е што успесите нивни доведоа до тоа да они стално беа или олимписки кандидати, па зимаа нешто, или освоеното до 8 место во на категоризација од Агенција за млади и спорт, мислам дека Муми 2 пати успеа, затоа што стана 2 пати бронзен на европско првенство. И Примислав на светско првенство,
мислам дека беше пети. Има тамо во CV-то. Да, пети. Многу, така да он ја освои исто еднаш награда, тоа е 2 просечни плати на 4 години и така натаму. Меѓутоа, ја во оној период, ја се сеќам со Ристо Дарлев, тренерот по борење, ги водеше во Крушево. И јас тогаш на ум сакав да го дадам Мумин, за да може професионално да се бори. Он беше многу физички јак. Ја ќе имав јак боксер, а он ќе се бореше, ќе имаше некаква плата по основу на борењето. Така сакав секогаш да комбинирам, за да нешто финансиски да може да за да може да живее нормално. После одредено време, пошто он е харизматичен, така симпатичен, председателот на Боксерска федерација на Бугарија, ние се обидовме да му најдеме некако место, за да после го дадовме тамо онака, што се вели да боксува за клуб во Пловдив. Он боксуваше таму, боксуваше за репрезентацијата, што значи пак некако успеавме да го одржиме, му ја продолжиме кариерата, jer кој е долго во спортот, како вие и како многу луѓе, многу е тешко кариерата да се развлече од толку И уште еден податок и уште многу податоци, пример. Не можете вие да бидете добар тренер ако вие одите на подготовки, пример, во Охрид, во конгресна сала. Мислам дека јас сум бил голем ентузијаста, голем љубимец на тоа. Ја сега гледам што сум правил ја за целото време. Знам дека прво, тоа се спортисти кои што виделе многу. Прво спиеле во многу убави хотели, биле во многу убави друштва. Ние сме биле, пример, во Австралија 3,5 месеца бевме, трениравме со професионалец Шенон Тајла. Значи, целиот систем како тренира, он спарингуваше со од Нов Зеланд до двамо тамо професионалци. Бевме на професионален мечка, што ни даде второ место, дечкото многу не засака, пример. Се сеќавам, пример, јас сум бил многу пати на подготовки. Од Албанија, овој што доаѓа тренерот Зеф. Да, и на Златниот гонг. На Златниот гонг што доаѓа. Он има многу убави услови во Скадар. Јас сум бил во Србија, јас сум бил, пример, со Леонардо Хрговиќ, сега изгуби, ја мисля дека ќе станеше олимписки првак. Иначе е дечкото од Хрватска, младински светски првак. Со него сме, кај него сме тренирале. Секогаш сум барал да и ја како тренер научам, меѓутоа и да им се овозможи на боксерите да имат своји спаринг партнери. Во Асизи сме биле, пример, 2 пати по месец дена и они убавина на тој им е база. Ние во Македонија немаме база. Боречки спорт нека биде. Не мора да биде само бокс. База каде што имате во една голема сала 40 џака. Имате теретана, имате 4 ринга, имате значи, максимални услови, што сакаш работи. Тренинзи, истите тренинзи. Ние сме ги правеле на базен во еден заден дел. Имаше 120 боксера, имаше 20 тренера, што значи дека не е исто. Истиот тренинг на базен позади во едно зеленило, истиот тренинг е на планина и така натаму и така натаму. И истите тие боксери, надпреварувачи, треба многу да ги задржите. Како? Во една конгресна сала каде што имате еден супер тешкаст над 91 кг и еден 48 кг, 50 кг, не можете да ги спарите никако. И јас секогаш отворено сум зборел, ја не можам да бидам добар тренер, затоа што ја не можам да ви угодам, не можам да створам атмосфера. Многу пати сме оделе во Бугарија на подготовки, во 3-4 пати имам одено во Белмекен. Таму имаше пази, без спаринг. Тоа е исто како беше базата на бугарските спортисти, не само боксерите, и атлетичарите, и борачите. Воопштено, да. И сега ајде вака да се вратиме малку на она боксерското, би рекол, од тие мечеви на твоите пулени, кој ти оставил вака меч посебно печаток и на кој меч се сеќаваш? Дали на убаво или лошо? Да. Лошото ќе двете работи се една со таков е спортот, некогаш можеби малку се
буна, може би не и ја, али мојот карактер се буни некогаш кога новинарите велат Ајде за тие некој е беше. тоа племенита вештина, мислам дека многу племенито баш и нема, меѓутоа племенитото е во тоа што вие ќе изградите човек. Ќе го тргнете од таму каде што не треба и на крај ќе добиете еден производ на убави деца, на домаќини што се вели. А на рингот веќе се знае, нема едниот на мора да победи, на нема рингот тука сега. иако се двајца племенити, хумани, добри, кога ќе тргнат, кога гонгот ќе означи почетокот, двајцата ќе сакаат да победат. Сум разговарал после мечевите Да. и со Бенеш и со Мате Парло, вика многу остро тргне, уште професионалци кога бе. Па ако не тргнев, ја ќе тргнеше он. Да. Зошто јас да јадам чоте кога може тој. Тоа е И нема. тактиката. Па викам, нели благородна, пушти вика тоа благородна вештина, кој ќе искочиш на ринг, вика. Па Нема тука нема благородна, многу, мора да... благородно баш и Ако многу бидеш нема. многу благороден, може и да настрадаш. Има Па многу зато. Некој меч на Мумин, Меч на пример. да, се сеќам на Мумин се сеќам за Олимпијадата 2004 во Атина. Се сеќам на еден меч во Атина, каде што ни ја зема буквално победата, а се потврдува како на еден начин. Ја точно знам кога судијата ја цепка борбата, кога не ви дава да се развие. Се е тоа така субјективно, меѓутоа не можете против судиска одлука ништо да направите. Сеќам и на името Балиоглу, тоа е во 48 категорија и се организира, тогаш беше секретар на Европска боксерска асоциација од Турција човекот. Они организираа прв пат и никогаш веќе во Венеција. Веројатно да си ги испитаат силите, квалификации за учество на европско првенство. За да учествувате на европско, треба да идете на квалификации. Тоа никогаш не било, затоа што немате толка фонд за да исчистите, ќе се исчистат на европско првенство. Мислам дека беше само да дел од земјите, да не ги спомнат, да се испробаат, да видат дали направија добро или лошо. Се сеќавам, истиот тој противник, за месец дена, Мумин го декласираш. Мислам дека имаше 3 броења, судијата му помагаше да стане, тогаш, најверојатно секретарот беше, jer ја го пратев, ја гледаше борбата, нема потреба да интервенира, пошто имаше освоено да оди на Олимпијада во Атина, тој и се појави, ништо не направи, а ние не отидовме на Олимпијада. Меѓутоа го декласираше во период од месец дена. Значи не може тој да биде што. Значи моја сатисфакција дека јас сум во право, дека не одзедува победата. У Банкок се сеќам резултатот имаше еден за Германија рус што боксува. Он боксуваше у 51 кило тогаш, сега категориите нешто малку се сменети, во 51 кило боксуваше Мумин и ја мислам дека тој за глава и пол беше можеби за 30 сантима повисок од Мумин. Мумин успеа во тогашни правила на бодување да извлече 27-27. Мумин тогаш изгуби на прегласување. 27-27. Нити ја отидов, пошто ја и он бев да провера како што кој тоа како го средил, меѓутоа мислам дека и тоа е еден момент кај што е интересен пример. Па се случува во Казахстан, каде што светскиот првак околу таа килажа, Далаклиев во 57 или 60 кила, на идното светско првенство, пример, во Казахстан, во Алмати, он ја изгуби борбата на вага. Он дојде со, тамо нема, ако е 51 кило, мора толку да има. 3 грама, чим вагата иде, тоа е аут. Нема. И онда е страфта е многу голема, замисли да идете у Банкок, да идете Хале, да идете во Австралија и да изгубите на вага. Кому вие ќе може да му објасните, тогаш ќе бидете многу виновен. И јас едноставно, можеби, многу стресови сум доживеал, не сакајки да ми се случи такво нешто. Или замислите, одите се случувало кај одредени тренери, да ја заборавите книшката.
И тоа е многу непристојно, неубаво да појдете негде и да не се појавите, а без книжка па не нема, може. еве Така таа документ дека си боксер, дека си тој, па се пишуваат и мечевите и ова. се пишуваат и не можете да настапите без такво нешто. Калач, регистриран прв пат на 1.10.1970 година како пионерче. Потоа почна да настапуваш и така. Па еве стигнавме и до тие тренерски години како тренер на репрезентацијата на Македонија, учества на европски, на светски првенства, но ти не остана само во салата и на тренингот, отиде пошироко да навлезеш во боксот и спортот воопшто, па и магистрираше, докторираше и сега си на факултетот за физичка култура, спорт и здравје. Да, факултет за физичко образование, спорт и здравје, таму сум на предметот бокс, борење и изборен кикбокс. Па го сакав тоа. Ја ви велам дека сум предодреден за тоа, затоа што многу малку се пишува околу боксот, теоретски многу малку автори. Имате еден скок од некога што русите пишувале, па онда сега, меѓутоа, мене не ме интересира техника. Оној психолошкиот момент, оној здравствениот аспект. Имате тренажен процес, пример, како тоа да дојдете до овој. Па и селекцијата е многу битна и околу тоа исто треба да се работи, да има око, вела тренерот, за да го одбере оној што ќе постигне резултат. Чувството, оној сенс кај тренерот е многу значаен. Значи, мора да сублимирате, мора да осетите каде вие ќе инвестирате. Има одредени, речимо, Македонија има. Фатлум Жута требаше се инвестира, отиде за Аљаска, он е исто професионален боксер, има 3-4 меча, више професионални. Хани Наси почна во професионалните води, мислам дека тука застана. Имаше многу таленти Охрид, речимо Лескаровски Сашо, Илче Јоновски, Ристевски Бојан, кои јас знам од 7 години, ги знам многу мали. Имаше, никој не стигна така до, да речеме, европски квалитет, да може равноправно да се носи со европските боксери и да освои нешто на тие европски првенства. Се сеќавам, например, исто Тија водеше таму репрезентацијата на првото учество на Македонија на медитеранските игри во Мерсин, таму Жута, бев и таму, баш и разговаравме, освои бронзен медал и тоа беше практично последниот медал за Македонија освоен на една голема меѓународна приредба. Од тогаш немаме. Сега, дали ќе дојдат поарни денови, дали има перспектива. Ми се чини дека ја спомнав селекцијата, ама имате мака тренерите со селекција затоа што немате кого да селектирате. Се помал е бројот на оние момчиња што доаѓаат, а за девојчина да не зборам, зашто и девојките боксуваат сега, дури и на Олимпијада. Има женски бокс. Јас сум еден од тренерите кој што прв почна со женскиот бокс. Имам 5-6 девојчиња кои што тренирава тогаш кај мене и од време на време ќе се појавија. Мислам дека и на Златен гонг една пуштивме со една бугарка, пример. Беше во автокоманда, во полуфинале, така. Се обидувавме нешто затоа што треба да видите. Ако не видите, вие не знаете. Во Турција се сеќавам многу пати, сме ишле во Истанбул на еден Ахмед Ѓомер, така беше еден турнир, кој што можеби 10 пати сум бил. Јас сум се запрепастил, имаше 20 девојчинки, турчинки, бокс. И гледам бокс, една земја каде што можеби боксот не би требало да биде застапен, пример, 20 турчинки кои што учествува на турнирот. Во Италија, пример, се сеќавам на еден турнир, баш бевме заедно со Живко Дуковски, толку убави полјакиња, толку убави италијанки, пример. Просто да човек не верува дека се боксерки. Имате бугарки исто, кои се многу убави како девојчиња, пример. Значи, девојките се вклучуваат во овие спортови што сметавме дека не се за женскиот пол, меѓутоа, рече ти, и убави девојки излегуваат на рингот, излегуваат на душекот и нема тука делење.
се борат и тие, боксуваат и тие. Сега кажи ни збор, два за крај, за тебе, за твоето себејство и така. Па јас сум, моето себејство, јас сум презадоволен, јас сум успеал како домаќин, како карактерен човек да ги изградам. Синот ми е во Анкара на докторат на правни студии, пример, има уште 2 работи. Јетерлик, тој е како правосуден. Иначе он има положено овде правосуден, пример, можеше да биде адвокат, меѓутоа сакаше да напредува. Ќерка ми заврши, речемо, економски факултет, 5 година на електро, нешто малата се заврши Јосиф Брос Титов, примена е на економски факултет и така. Семејството ми е прекрасно, жената е исто со педагошки факултет, пример, и така. Тоа е околу семејството, околу иднината на боксот. Значи, мораме да бараме решение. Секаде, пример, во светот, боксот е успешен, али е и национален спорт. Значи, може би треба државата надлежните институции треба да се тоа постојано го потенцираме. Мора се потенцира и мора да се каже дека од нив зависи стратегијата. Не можете вие мене да ме прашате за стратегија, да ја направам стратегијата. Ако не повикате 10 умни луѓе и седнеме... Да, и се знае во Македонија што имало и како се знае дека еден од најтрофејните спортови ни е боксот, борењето и тука треба да обрнеме посебно внимание. Спортот е скапа работа. Многу пати ќе чуем дека не е тоа индивидуален спорт. А кој е индивидуален? Он е скап, али во однос на спортските игри, на масовноста на бројот на екипите е далеку поевтин. Така да вие може да пресметате за еден на многу турнири. Италија ќе се појави со тројца на светско првенство. Бугарија ќе се појави со четворица, со двајца. Имате Франција со двајца, пример, ќе се појави. Они не и да не сватиме дека мораме да идеме 10 луѓе во секоја категорија да имате боксери. Да го одбереш она што е најквалитетно, а во државата си имаат илјадници боксери, боже, французите, бугарите. Меѓутоа, без 300 дена подготовки, без една база, без коректноста, без образованието да се вклучи во она што значи нема резултати. Тренерската нема резултати и ние само ќе чекаме. И ќе се подсетуваме на убавите минати времења. Пошто сум и у комисијата, ајде и добитник сум на оваа награда 8 септември, пример, една благодарност до луѓето затоа што добро е да некој го валоризира тоа, да го примети тоа, да го почитува тоа. Го почитува. Меѓутоа, ја во еден труд велам вака, дека ние ќе имаме, може би економски термин, инфлација на резултати. Ќе дојде време да македонски првак во бокс прима некакви награди, а сето тоа не е интересно баш за светот. Па добро, еве разговаравме за боксот, за тебе, за твојата кариера. На крајот да кажам, тоа беше Руждија Калач, нашата позната боксерска личност.